сексуалната револуција 68-69, која што беше или била ослободувачка во претходен контекст прилично конзервативен, се сметаше и се смета се уште и со оваа историска перспектива се смета за нешто позитивно. Оваа сексуална револуција сега, ако е сексуална воопшто револуција, мислам дека сосема го обезвреднува и сексот, и љубовта, и се до тоа. Значи, ние сме во рецесија. Ако зборуваме дека од 68-69, тоа не е поврзано само со сексуална револуција, со повеќе права и жени и така натаму, дека беше еден нагледен прогрес, не сум сигурен дека во моментов сме во таков прогресивен бум. Напротив, мислам дека одиме назад во таа смисла и дека тоа може да има долгорочни последици на општеството во кој што живееме.